8 часот и 47 минути во Македонија наутро, редовна рубрика секоја среда. Ќе имам информации од Агенцијата за катастар на недвижности, што ќе се случува таму, кои се поволностите за вас како граѓани, што се може да искористите од услугите на Агенцијата за катастар. А ова утро рубриката ја започнуваме со првиот човек. Велам добро утро за магистар Борис Тунџев, директор на Агенцијата за катастар. Добре ни дојдовте. Добро ја најдов. Благодарам за поканата да учествуваме, да земеме и да дадеме придонес со информации кон граѓаните за активностите моментални и идни кои што се случуваат во Агенцијата за катастар на недвижности. Од неодамна начело на агенцијата логично се намитнува и прашањето каква е состојбата која што ја затекнавте во агенцијата по доаѓањето на раководното место. Јас сум назначен од страна на владата на Република Македонија од 3 август 2017 година за директор на Агенцијата за катастар на недвижности. Како и во останатите сегменти од општеството, во голем дел од активностите и процесите кои што ги затекнав, ситуацијата не беше, да не кажеме народски, розова. Значи, затекнав еден огромен број на нерешени предмети. Она е тоа што ги интересира граѓаните. Граѓаните секојдневно поднесуваат барања за промени кои што се однесува на нивниот имот и недозволиво е еден таков број 4700 нерешени предмети, од кои што поголемиот дел, скоро 4000, се однесуваа само за Скопје, останатиот дел за другите подрачни оделенија од катастарот на недвижности. Тоа е една страшна бројка, каде што деновите на решавање на секој поединечен предмет надминуваше дури и 30 на дена. Што за овие месеци е направено и што ќе се прави како активност? За овие месеци, значи, заклучно со 31.12. успеавме бројот на нерешени предмети од 4700 нерешени предмети да го сведеме некаде на околу бројка од 1700, намалување за некаде од 70% на нерешените предмети, во кои што најголемиот дел беа решени во Центарот за катастар на недвижности. Бројката заклучно со нова година ја сведовме на 700 нерешени предмети, а со 34 до моментот бројката се движи од 700 до 900, варира многу бројката, зависи од дневното поднесување на предмети од другите институции. Знаете дека кај нас електронски ги поднесуваат сите документи и општините, и нотарите, и приватните геодетски друштва, така да приливот на предмети секојдневно зависи од активноста на другите институции и државни органи и професионални корисници. Легализацијата на објектите беше тема за која што многу се зборуваше изминативе години, рокови кои што многу пати беа пролонгирани, да им се излезе, да речеме, во пресрет на граѓаните. Оно што ме интересира во моментов, каков е статусот со легализацијата на објектите? Статусот со легализацијата во моментот, знаете дека од 1 јануари владата на Република Македонија, односно надлежното министерство, изготви предлог пред нова година, на сила стапи од 1 јануари, измени во законот за утврдување на статус на бесправно изградените објекти, односно пролонгиране рокот за поднесување на пријави по однос на претходните 2 рока, и во 2011 и во 2016 што беа. Сега сите рокови се израмнети, заклучно со јуни оваа година. Сите оние кои што дали имале од различни основи прекини во постапката, може да ги обноват барањата, или и оние кои што не успеале да поднесат барање во изминативе 2 рока, значи во 2011-2016, истото може да го сторат до јуни, заклучно со јуни 2018 година. И роковите за изработка на геодетски елаборати, кои што треба да ги достават до општините, завршува заклучно со 31.12.2018 година. Ја би сакал да упатам апел до сите оние граѓани кои што
не ја завршиле постапката од различни причини, не биле присутни во државата, од други обврски и така натаму, да побрзаат процес со изготвувањето на геодетските елаборати, затоа што согласно оние податоци кои што ние ги имаме и по првично поднесените барања во општините, бројката која што беше во оптек во јавноста, презентирана во изминатиот период од 360.000 барања за легализација на објекти, во моментот има легализирано околу 201.000 објекти. Значи, со 30.12 бројката беше 194.000, за овие 4 месеца легализирани се уште 7.350 објекти. Бројките, кога ги анализираме кај нас во секторот за план и анализа, укажува дека имаме намалување на приливот на решенија и урбанистички согласности и геодетски елаборати за легализација на објективе. По оние информации кои што јас ги имам и со министерот за транспорт и врски, господин Сугаревски, мислам дека после овој рок веќе нема да има никакво пролонгирање на сите рокови. Таков е ставот и на Министерството и на општините, затоа што веќе се пробиени сите, веќе овој закон е во процес 7 години со 2 пролонгирања. Мислам дека доволен период има граѓаните и затоа е апелот, значи бројките укажуваат дека се уште не е постапено понекаде за цирка околу 100 до 150.000 објекти не се изготвени елаборати. Од тие причини, значи апел до граѓаните да побрзаат со изготвувањето на геодетските елаборати и да си ги обноват постапките. Нема време. Каква е улогата на катастарот во приватизацијата на земјиштето на Република Македонија? Како стоите на оваа тема? Покрај легализацијата на бесправно изградените објекти, каде што ги спроведуваме решенијата на општините, улогата на Агенцијата за катастар на недвижности е спроведувањето на решенијата за приватизација, односно промената на корисничките права во право на собственост и други стварни права кои што произлегуваат од законот. Имавме ние во изминатиот период доста реакции по однос на бришењето на корисничките права, кое што беше утврдено со законот за приватизација на градежно земјиште. Меѓутоа, ние бевме обврзани со тој материјален закон. Корисничките права, согласно инструкциите од Министерство за финансии, ние престанавме да ги бришиме. Во тек, значи, на предлог на Агенцијата за катастар на недвижности, изготвивме предлог закон за измени на законот за приватизација на градежно земјиште, беше доставен до Министерство до финансии и до владата на Република Македонија. Еве првична информација за граѓаните на Република Македонија и сите оние правни лица кои што во изминатиот период, заклучно со 2014 година, кога заврши рокот за поднесување на барањата, дека законот е поминат на владина седница на 8 мај и е доставен во собраниска процедура. Со законот што се предвидува? Значи се предвидува продолжување на роковите за поднесување на барања за приватизација, како на градежно изградено, така и на градежно неизградено земјиште. За градежно изградено земјиште роковите ќе бидат за поднесување на барања до 31.12.2011, а за градежно неизградено земјиште постапките кои што ги води Агенцијата за катастар на недвижности до 31.12.2022 година. Битно е што сите оние постапки кои што се веќе започнати ќе продолжат согласно новите рокови. Така да, еве, согласно ќе биде сигурно објавено и на страната на Собранието и други институции, сигурно и Министерство за финансии, Управата за имотно-правни работи ќе направи информирање на јавноста за тоа што нашите информации укажуваат, имавме голем прилив на граѓани кои што реагира зашто не можат да си го приватизираат правото, да си ја приватизираат
правото на користење да го трансформираат да го приватизираат во право на собственост, дали по основ на поранешна собственост или по основ на доделено право за користење на градежно земјиште или други стекнати права за начини на користење. Одговорот на наредното прашање ќе биде особено добридетен за граѓаните кои што имаат потреба од различни услуги од Агенцијата за катастар на недвижности. Од вашето доаѓање на позицијата директор, некои од услугите поевтинија. Кои? Да, согласно политиката на владата, ние ги следиме тие генерални политики на владата, сите оние надоместоци кон јавни институции, јавни давачки на граѓаните со една единствена цел подобрување на стандардот на граѓаните, намалување, а со една од мерките намалување на цените кон јавните институции, а поврзано со функцијата на Агенцијата за катастар на недвижности како сервисно ориентирана институција, односно сервис за граѓаните, извршивме намалување на голем дел од услугите кои што ги користат граѓаните. Значи, првата мерка која што Агенцијата за катастар на недвижности ја направивме беше уште од 1 септември 2017 година, кога го укиновме двојното плаќање, двојно или тројно, што подразбира тоа, за предмет кога вие ќе бевте одбиени во катастарот од било која причина, дали техничка грешка или недостаток во геодетски елаборат или недостаток во правниот основ, вие повтор пат моравте да плаќате надоместок, исто како првиот пат, како да поднесувате ново барање, што во голема мерка беше сериозно оптеретување како на граѓаните, така и на правните лица. Видете, имате случаеви кога доаѓа за упис колективна зграда за домување, каде што надоместоците не се така мали, па ќе ве одбијат за некоја техничка грешка, грешка во одобрение за градење, грешка во елаборат и ќе морате повтор пат или трет пат да платите по 100-200 денара, не е мал. Сума тоа го укиновме, прва мерка во таа насока. Значи сега, кога поднесувате, без разлика, иако е сведен бројот на одбиени предмети на минимум, бидејќи луѓето и вработени во Агенцијата за катастар на недвижности сватија и мора да сватат дека тие се во служба на граѓаните, дека мора да ги совесно работат своите задачи и обврски, односно да ги решаваат проблемите на граѓаните. Намалени се цените по основ на запишување на правата на недвижностите по однос на бесправно изградени објекти, со една единствена цел да го убрзаме процесот. Тука цените ги намаливме 20%. Запишувањето на новоградбите, доградбите, согласно градежна техничка документација, како во листот за предбележување, така и за запишување во имотен лист се намалени 20%. За 90% согласно, гледате дека сега во моментот владата интензивира изградба на инфраструктурни објекти и запишување на правата на инфраструктурните објекти, кај нас беа оптоварени со многу висока цена, односно 10 денара по метар должен, 10 денара за објекти со волумени по 10 денара, тоа се сериозни средства. Тука ние цените ги намаливме за 90%. Сега е 1 денар по метар должен или метар кубен. Друга мерка која што е во насока на подобрување на стандардот, посебно и политиките на владата за субвенционирање на земјоделците, ги намаливме цените за промените на култури. Тука имаше сериозен проблем и во разговор со министерот за земјоделие, господинот Николовски, утврдивме дека е неминовно намалување на цените за промена на култура во катастарот на недвижности. Предходните политики биле она што земјоделецот ќе земе за субвенција, ако сака да ја промени културата во текот на една година, например, имате посадено лозов насад, па сте посадиле следната година, сте одлучиле дека тоа не ви е доходовно, да направите овошни насади или овоштарници, вие имавте давачка од 1 метар, за метар квадратен 1 денар. Значи, за 1 хектар, кој што има 10.000 метри квадратни, требаше да платите 10.000 денара да ја смените културата. А тоа е услов за да приложите дека вие сменете културата за да добиете субвенции. Тука цените ние ги драстично намаливме од 75 до 90%. Практично сега максималната давачка за површини и над 2 хектара е 7.500 денара, која што порано била 20.000 и повеќе, да не кажам.
Влеговме во терминот за вести, но сосема накусо ве молам, докаде е постапката за адресниот регистар, кога треба да се воспостави? Знам дека организиравте една работилница, како помина се? Во изминатиот период, значи иако темата е малце пообемна, ќе имаме прилики во следните недели да подискутираме и за тоа. Да. Тоа е еден проект во споставување на еден регистар кој што во изминатиот период не се работело интензивно. Ние тој адресен регистар е еден од трите регистри, со регистарот на граѓани, регистарот на матична евиденција на граѓаните, еден од клучните регистри, пред се за реализирање на пописот и сите идни изборни циклуси, затоа што секој објект во тој адресен регистар, регистарот на улици, куќи и броеви кои што веќе го води Агенцијата за катастар, ќе се надогради со адресите, ќе биде клучен регистар, односно секој објект ќе биде геопросторно лоциран и дефиниран како и секој стамбен објект во колективните згради. Значи нема да постои дуплирање на војни куќи, на доградување на фиктивно на згради. Значи еден исклучително важен регистар. Идејата е, проектот е заклучно со 2019 година да го реализираме. Ќе видиме малку уште неколку месеци има, да. Па цела 2018 и цела 2019. Пописот е планиран да биде некаде 2020 према информациите. Ние сме во координација со Заводот за статистика, со директорот, со Државниот завод за статистика, ги координираме активностите и за пробниот попис. Така да е малце пообемна тема за која што верувам дека во следниот период апсолутно ќе зборуваме. Година и пол има простор за реализација на адресниот регистар, но имаме ние уште многу денови кои ќе ги отвориме за оваа тема. Благодарам за денешното гостување. Благодарам и на вас на поканата. Останете на првиот канал на МТВ во продолжение последниот информативен блок.